Đavolот препраен на човек, чита Александар Станојков. Имало еден човек што го карал и го колнал се едно đavolот. Ер што пакос да му се стореше од нему каетот негов, се по đavolот ќе викал. Денеска, утре колнејќим го đavoла за грешките сам што си грешал, веќе беше му пребликнало на đavolот и сторил ниет да го застрамит пред многу луѓе човекот што викал по него без правина и да го поучи за да не викат, од тие страмота и греот. Која да имал đavolот кабает, не му било мака да го колни. Еден ден си терал човекот една кола по еден сокак голем и терајќим колата не одел до волоите за да и варди да не сторат некој пакос, ами беше и пуштил волоите сами и тој се враќал по меанчињата, се напивал по некоја рачија. Гледајќи đavolот тоа нешто и знаејќи му ти волоите ќе сторат голем пакос и после човекот ќе го колнел него, а не себе си, тогај đavolот му нашол времето за да го застрамит пред многу мажи и жени што имало таму близу до една чешма, што била близу до патот. Што ќе направи đavolот? Ќе се стори и тој човек и се смеша во луѓето што биле близу до чешмата, та му се кажало тие истиот đavolот. Ме гледате бре луѓе, му рекол, мене, али не ме гледате? Те гледаме, ами оти да не те гледаме, му одговориле луѓето. Лели ме гледате, треба и да знаете, оти јас сум đavolот. Еве ќе ви се престорам на исти đavol и после пак човек. На тоа велење, đavolот беше му се сторил đavol и после пак човек. И со тоа нешто поверуваа луѓето и до некаде беа се уплашиле малце од него. Знаете, пријатели, оти се сторив човек, му рекол đavolот. Ете, за да го застрамам оној човек што оди по колана, што иди од озгора по сокакон. Треба да знаете, оти тој човек е најлош, чунки се што правит го правит без памет и си оповик го има по мене. Еде, гледајте сега, како и пуштил волојне сами, и гледајте сега како ќе сторат пакос и пак ќе ме колни мене. На тие зборови туку беше дошле волоите близу кај чешмата и свртоа од патот за кај чешма, чунки беше му се пиело вода на волоите, и одејќи волоите за кај чешма, беше забрале колцата некој нешто од покрај дуќаните, та сториле 300 пакоси. Стомни од жените што имале наредени околу чешма за да си чекаат редо и се искршиле. Спискале жени, спискале дуќанџии по коларот за дека не си и вардил волоите, ами и пуштил салма да одаат. Која видел пакосо коларот од волоите, дал вик да го колни đavolот. Ај на темате đavole, на темате, како се засени кај колата моја да ми се стори толкав пакос. Туф, магаре, едно не се страми што зборуваш неправо за đavolo, му рекол đavolот и сите луѓе што беа со đavolот. Не отвори си очите ти да đavolот кабает ти имат. Се натрчале дуќанџиите и сирџиите, та го скапале од ќотек за пакосот што сторил.